За сите оние кои планираат вечерва да бидат добри, добро вечер од екипата на Нема љутиш. Без гостин оваа вечер поради откажување во последен миг на еден наш популарен и легендарен пејач, секако од оправдани здравствени причини, но затоа пак со еден грз кечеви кои ќе ви овозможат максимално опуштена и релаксирана атмосфера и смеење до солзи. Без гостин реков, ама секако и понатаму со минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор, одлична е за кондиција. Партнерите ни се здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак, вкусните меснати, но и сувомеснати специјалитети на месната индустрија Екстрамен, производите на Арис, кои секогаш ви ја гарантираат вашата чиста околина, што е многу важно за здравјето на секој еден од нас, и незаборавниот и преубав амбиент во етно село Тимчевски, секако сето тоа ако ги посетите. Постите започнаа, драги мои. Пости, бре, кој ќе стигне. Постат и оние кои разбираат, ама, бога ми, оние кои појма немаат. Така еден од овие последните што не разговара со татко му и брат му, што си ја тепа жената навечер пред спиење за лека ноќ, а преку ден се гледа со незината најдобра другарка во кревет, ме праша: "Што бе, ти не постиш?" "Јас постам." Браво, бе, дечко, браво. Секоја чест. Знаеш што, ти треба да постиш. Да. Колку погрешни, тоа повеќе постат. Колку побогати, тоа почесто во црква идат. Страфи ме, дека и со толку пари, пак на крај секој од нас ќе умре. И затоа ние сиромашните не одиме сосем по правила. Не, па подобро да сме мртви пиени отколку мртви трезни, нели? Толку се исправни и коректни што дури ни со својата жена не легнуваат кога постат. Да, само со туѓа. Не дека кога не се пости легнуваат со својата. Да било така, немаше голем број од жените парите што ќе ги заштедат во гаќи да ги чуваат. Оти велат: "Скоро никогаш мажот ми таму не бара и рака не става." Тоа го велат жените, а бабите на прашањето од внучкото: "Што е тоа? Брак?" одговараат: "Види, внучко, бракот е единствена војна во која што мора да спиеш со непријателот. А каде има војна, па мора да има и мир. Затоа мирни вечерва и гушнати со партнерката. Видете што тоа ќе гледате во Нема љутиш." 10 души пожарникари, 3 полицајца на аресто комшија. Ви сте добри, бе. Што сакаш, бе, ти? Кој е главен град на Австралија, Зоки? Па, не знам, професоре. Ајде, Зоки. Доколку една просторија има отвори од 2 или повише стране, настанува струење на воздух ако су отвори отворени. А у фамилију како стоите со алкохол? Не стоимо никако. Да ти кажу, све не тера на легање, евентуално на спање. Ај, скочи му чарши и сви се цвери во њум. Гледав. Абе, денеска пуштиме мене порано од работа. Работу ја, још. Жене биле понежан пол, нема грешка. Какав бре понежан пол, ова е мојата, кад вришти исто како мушко кад се разболи. Па убаво. А она? Што мислиш, она мисли ли на тебе? Разведуемо се, готово, крај. Разбрали ме? Не, бе, душо, тама работа. Нема више никаде ми се понови. Ете, тако е. Порано се сеќам, Славља кад преспа. На брата ми роѓендан пут кад го славиме. Тате кад те запали едну скару. Тоа су биле Славља. Имаше ли људи пуно? Воловодница. 15 човека. Тоа су биле Славља, викам ја. Од ним 10 души пожарникари, 3 полицајца на аресто комшија. Ви сте добри, бе. Што сакаш, бе, ти? Ја тој више не право. Ја, скару не сум запалија, која знам така. Зашто? Како зашто она е мојата, земала диету ќе води. Нике да еде, оставља храната. Так ти малко да почнеш да се припазуеш,
Од њума? Зашто? Погледај, она като е такав јак карактер па оставља храну. Она може да биде јак карактер па да те остави и тебе. Па дај Боже, бе! Зоки. Зоки. Да, професоре? Зоки. Ајде, Зоки. Кад си ти искочи веќе на табло, коначно и ти да одговараш за нешто. Зоки, Зоки, ти ќе ми кажеш на мене. Кој е главен град на Австралија, Зоки? Па... Не знам, професоре. Ајде, Зоки. Токио? Токио? Леле, Зоки, појма ти немаш. Зоки, ти уопште не го поштуеш мој предмет. Да. Зоки, ти мора малку повише да обратиш пажњу на географија. Ја морам да обратам повише пажњу. Да, Зоки. Добро. Професоре, кажите ми, ви знаете ли Столе кој е? Столе? Не, зашто би знае. Не знам кој е Столе, зашто, Зоки? Затој што треба ви да обратите малце повише пажњу на женови. Зоки? Па ти си безобразен, Зоки. Зоки, ти си срам за овој клас. Зоки, бре, ја кад сам бија кod тебе, све сам знае. Македонски, математику, исторiju, географiju, све, Зоки, што ти тут не броју? Ја на твои години сам знае све. Знале сте све, затој што ви сте имале саглам професори. А ми што да кажемо? Зоки? Бие, промаја. Бие значи пуштена на најако, а промаја е воздушно струење кое се јавља у затворен простор. Затворен или отворен простор, не ми е јасно. Доколку една просторија има отвори од две или повише стране, настанува струење на воздух ако су отвори отворени. Па не ми е јасно и се збуни. Уствари, промаја е страј трепет, масовни убица, како за деца, тако и за мајке и njini мајки и татковци. Тоа е единствен медицински феномен на овие балкански простори. Од дотичен феномен може да боли глава, уши, рамења, руке, половина и да се кочив ноги. Углавном, све боли. С краја да е, нека иде у пусту гору, ама не, оно иде у људи, а не у пусту гору. Мрднали се малко завеса у дневну собу на плюс 40 степена, одма знаеш дека тихи убица е туи. Постои неколку врста на промаја. Промаја у затворен простор с отворени џамови, промаја у главу, каде ради шупљину, у исту и због недостатак на препреки измеѓу уши, настанува струење на воздух. И промаја у џепови, ради коју е настанала изрека "Уби ме овај промаја начисто". Што бидна? Па ја, док да зажмуру, овој паднае. Па не е фер, бре, мајко му. Па цел месец го чекам овој бокс меч, оно, готово за 15 секунди. Сак знаеш на мене како ми е. Одамна сакам да те прашам, ти си постар од мене, а и поискусен си, повише години си у брак. Кажи ми бе, со жену ти гледам те око, увек сте насмејани, весели, слажете го работу. Никад не сум ја видеа скарани да сте.
Како ти успева? Абе, гледај, жена сака да му се посветиш. Разбираш ли, да му пружиш пажњу и љубов да му пружиш. Ете, сви жена са работив, тако ли? И твоја работи, нели? Работ. Ете, дојде дома, ти си направија ручак. А и што фали, например, направија си десерт? Абе, од одадам право. Што мислиш ти, не сам направија никад. Направија сам и понудија сам се да помогнам многу пута, ама не знам, они се уалив малце па се и љутив после. Јас сам си повише да се знае. Мушко си е мушко, женско си е женско. А што на тебе ќе ти падне мушкост ако помогнеш нешто, нели? Не дека ќе ми падне и еден пут, ја ти викам помогнаја сам, не еден пут. Ама она ми се наљути и више не ме пушта ни да улегну у кујну. Зашто? Па зашто, како што викаш ти, понуди се ја еден вечер, требаше да дојде в гости и викам ајде да помогну да сервира побрзо. Викам ја нешто вика што ќе помогнеш повише, ќе одмогнеш, ќе направиш белјове, нешто ситно. И она ми дозволи, ја помогна и она се наљути. А она што ти кажа да направиш? Да ги пројду кифлица со јајца. И ти? Пошто ја беше ми малце незгодно дека треба гаќе да ги смакнувам, улегна укојно и пројде. И она се наљути. Гледам те път се Стојко, пинуе ти се, а? Ке испиеш ти још по некој, гледам го работ. Пинуе ми се, ке сипеш после још по едну, нели? Не те чуј, бред, баш добро, закукано ми уво. Джабе, знам ја дека е джабе, па за тој ви каже, па знам ја, а у фамилију како стоите с алкохол? Не стоимо никако. Да ти кажу, све не тера на легање, евентуално на спање. Ке сипеш после још по едну, нели? Не те разбирам, не те чуј. Прашате, бред, дали некој има проблем со спиење од твои блиски, некој, татко ти, дедо ти, чичо ти, некој? Ове, тато сакаше да испие по некој, ама никад не те паја, Ставре, никад. Мама не пиеше, трезно не решаваше од место. Често, зашто бре често? Овој стварно не чуе, Абе не често, од место бе. Сукајка у руке. Чим го земе и одна пококала. Педагошко-васпитни мерки, дисциплински, так. Мајка ти била штрокава. Не знам, бре, баца Стојко, никад не се ми кажуваја. Бре, овој глув како ту. Па, бе, ништо не чу. Абе, ја како малецак беше многу слаб, бе. 4 коски у мене и една рскавица, бе. И ја направеше некој белју. Пцуju некои деца там по дворни, се закачам с деца, она одма преземе педагошко-васпитни и дисциплински мерки и ме реши, разбираш? А куде вас? Што куде вас? Абе нешто, куде вас у фамилију каква е анамнеза? Немам ми амнезiju, не, како памтимо, врло штрумно, ти кажу право, ништо не забравljam, исти сам и ја такав се сам наследија. Чисто ти кажу да знаеш да нешто не ти чуат прес, како ти сипуеш едну, таки ти биде треќа. Абе, не ме разбираш. Тоа е медицинска историја. Пиеше ли некој вашу фамилију? Татко ти? Дедо ми ли? Не многу пиел, еден пут се беше напијал, како ми е кажува, еден 15 години и после се отрезди на 78. Што се вика предумирачко. Ај, да не, за Бог да прости, живели. Пини бре, пини, што? Живели? Агресија, ќутек, имало ли е? Не. Вересија, никако. Тоа ни е фамилиарно наследство и ми мора да го чувамо. Јас сам исти такав. И нема вересија. Све се тој баце Стојко на последку некако наплати, ја ти кажам. Ти ништо не чуеш да идеш на ушнога. Море. И пушенога, и печенога, и варенога, свакако ќе го решувам. Само неко стане дужен, ја ти кажам. Ја не може више. Ке си иду. Кога бре да виду? Море да не видено ќе го решу. Викам ти, само неко стане дужен. А јас си отиде. Да, ке си идеш. Па требаше бре да го допиеш. Ај.
Тато, спреман ли се да ти га кажу изненаѓење? Кажаја сам ти ја на тебе, одамна. Јас сам увек спреман на твои изненаđenја, само што се увек непријатно изненаду. А, не, тато, јас сам решија да се смену. Ја, тато, сега сам официјално уврску. Па такој те сакам, бе, синко, Живко, да се не родиш куде се роди. Како се вика девојка? Па, види, тоа е ствар уствари. Не е девојка, него дечко е. Од Скопје. Дечко. Од Скопје? Да. Добро бе, па дали сте ви млади нормални? Па знаеш ли ти што ќе ми направиш на мене с овој бе, Живко? Па сваки ден идење до Скопје 150 денара и назад 150 денара. И ќе траиш пари за сендвич сигурно 130 денара. Па тој заокружи 500 денара. А тато, за дечка? Па, заокружи 600 денара. Ма какво Скопје, какви бакрачи бе? Не доваѓа у обзир. Ајде, дете, па ти што се тресеш како 100 дена пред првим, мајко му? Гледа колко е врчина надвор, бе. Бегај, жив смрзна ја, чиче. Него, тебе што су те замотале како мумију целога? Абе, дете, што и да ти кажуju, нема да ми поверуеш. Абе, ништо све сам проше данаска, све веруву више. Па, хајде так, да ти кажу. Знаеш како бе, дете? Ја имам жену 2 пут помлада од мене. Убава. Изгодна, не викам ништо. А искочем у чаршiju, сви се цвери во њум. Гледав. Абе, денеска пушти ме мене порано од работу. Работу ја, још. И ја правац дома. Не иду други по кафанема. Ја правац дома, да видим. Задзвонуја на врата. Никој не отвара. Неќеш, кучко, неќеш. Задзвону ја, па, упорам. Бре, пројдева 5 минута, она го нема. Едно време искача у спаваќу. Неќеш, бе, и ти, унутра што си с њом, да ми избегаш. Ја прац, спаваќу собу, легну и одма под кревет. Онга нема, мамици, ја одма у амерички плакар тамо, отвору, поразврту тие сукњи, у алине, она што ќе има. Нема го ни тамо. Неќеш, бе, кучека сапско, неќеш. Ја одма у дневну собу, одма под 7 разврту се погледам, гледам, нема га, у регалот, у дневну собу, па гледам, нема га и текне ми. Неќеш, куче, неќеш, бре. Ја на терасу, погледам лево, нема га, погледам десно, нема га, и чек напред, ама се поднаведну повише, па кад падну доле, дете, разбiju се. А ти? Па, како што викаш, бе, чиче, свак со своју муку. Имам ја едно девојче, ама има она мужа. И муж во на работу, ама врати се он порано сега. И поваѓам ја да бегам, ама нема куде да бегам. Вика, нема шанса да се скриеш од неја, вика, кога е нашија, вика, скршија га е ќутек. А како се вика тај девојка ти, што викаш, има мужа? Надица. Надица, Смеѓа. Да, ниска една, убава, абе, глава боли. Ама има еднога мужа тамо шлямчо стар некој. Живи овам куде бунарче старо. Абе, па тој е женој бе, е сега да може да стану како што, не може да стану кете у тебе, не може да стану. Абе, човече, седи миран, не ли гледаш у какво стање смо? Абе, стање добро, ај, еве, не стануј да ту тепам. Ама бар да ми кажеш бе, куде се скри, да знам за други. Како куде? Па, кад те виде, ја
замрзна цел од стра и му насе у фрижидер. А убаво, викаше тате, убаво, не идите бре на одмор, досе, синко, ќе те удави овај твој, тој не само на муабети. Аба ја, ете што да праву, божем, на жену да верую, да го послушам, да не пропадне некој ваучер, тај му добила на наградну игру. Да не пропадне ваучер, пропадна она и тој у воду. Ако е. А ја па, пујма, немам нека пропаднала. Ама како бре да примету дека жена ми се дави у воду като она вриштеше како и увек што вришти. И јас само ете помислих, па да не сам нешто ја погрешија и за тој вришти. А после ќе кажеш си, па жене биле понежан пол. А нема грешка. Какав бре понежан пол, ова е мојата кад вришти исто како мушко кад се разболи. Баш добро кажа тате, досе бре. Синко, што ќе идете там на езеро или на некое туѓо море? Абе седите си туј на наше море. Да, и Куманово има море, не ли знае? Има, вика се, абе море. Например, еве, кад сака жена ти нешто да те увреди, она вика, абе море, Голчо, Ќарчо, неспособен еден, ти кад мислиш да ме одведеш мене на одмор, а? Ете, она га вика оној наше познато море, значи наше море, а сака на одмор на туѓо море. А бре, само да е туѓо, Бог да чува и да брани. Мислу, она кад тепа. Ама ја па да ви кажу, како што веќе ги кажа, многу, па и не го мар. Море, зему едну па си пи. Пију, тако е па се да пију. А оно тако е некој пие од радост, некој од муко, ја пију, тако па од сабајле пију. И кад се ете доволно напију, так замислете мене почне да ми работи мозак и ми текне ми тага. Па си бре, оние други морења, што су низ бел свет, мора тие морења да ги е жена направила. Мора! Па за тој су бре и они слани, како ручек. Добре, и они за тој тамо сакав да идем. Слано бре, слано, па дури пресолено. Една колешка што е дошла на работу ново. Една кошуља широка до овдека. На штрафта такој, едни копчиња убави. Бе што да ти кажам? Еден фастан од позади убав. Не можеш да го изнагледаш, леле. Цело време мислу на њума, не може од главу да го извадам. Па убаво. А она? Што мислиш, она мисли ли на тебе? Па не знам, ја немам такви копчиња, појма не. На кој бе мислил дали мисли на тебе? Па немам појма. А сака ли би ти она да мисли на тебе? Мислиш да ставу копчиње ја? Не бе. Ете, да го натераш некако да мисли на тебе. Како бе кажи, што да направу како не би сакае? Па ја батко сам, нели? Што да направу? Ке уземеш 100 евра на заем. Нон-стоп има да мисли на тебе. Ало, добар дан. Ти ли си 192? Овој, грешко, извини. Ви ли сте полиција? Да, господине, повелете. Па слушай овако е, дете. Гледам те младци по зборење. А бре, ја тој... Уедон како ритлие, што ли е, риче, поголем рите. Како мако да се изгуби, Залутамо тој, ете,
с комшу, с говедо, идемо и никако пут да го најду. Чекајте, господине, куде се наоѓате ви тачно, знаете ли? Ама дете, ја да знам куде се тачно наваѓам, ја ке си иду по пут, не знам, изгубени сме, еве, ти пробај од тамо да ме оправиш. Чекајте малце. Еве, најдеве на GPS. Значи, господине, слушајте ме овакој. По тој путче што сте ви сега, продолжите да идете право. Чим дојдете на крај на тој путче, ќе видите две едни ритчиња. Куде тие ритчиња завртите десно и туј има еден стар селски пут, само право надоле треба. Ама, кажати, како тој по тој путче надоле, не може да иду надоле, с комшу сам, с говедо, значи не бива, не може такој. Ако може, некако другше да ме правиш. Па сега, господине, ја тој сваќам, ама утепајте го стоку. Најважно од све е ви да се спасите. Значи да утепам стоку, викаш? Утепајте го стоку, да. И па добро, чим викаш ти да утепам стоку, ќе утепам стоку, ја после пак ќе ти се јава, ако ли? У реду, господине, пријатно. Ајде, пријатно. $192. По тој пуче нагоре, после па надоле. Полиција, повелете. Ало, па сам ја од прегаска што се јавја. Што се изгубимо со овој. Сак, како кажа, што да праву? Чекајте, ви го утепасте соку, нели? Утепа стоку, да. Сега по тој путче право, само продолжите надоле, ама појдите одма, затоа што више се стамнуе и нема да стигнете. Ама не може одма да појду, како тој одма, па треба комшу да ga закопам. И за неја 40 години сме комшије. Не знам, бате Сојко. Не можу да разберу никако. Слушам те, бре, слушам цело време. Сад време ми расправljаш и збориш све и свашта, али ја те, тој братче, ништо не разбира. Хајде бе, не ме разбираш. Прави се на 3,5. Ја ли тебе не те знам? Ти мене можда ме знаеш, ама ја тебе не те разбирам, викам ти. Збориш, бре, све и свашта. Што ти не кажа? Тој некој авта, кучиња, па се некој качуваја, па кој се спуштаја, искачаја, па после се препребаци на некои пушке, орли. Не знам, слушам те, не те разбирам. Ако да не ме разбираш, не ме разбираш. Ај, овако е, чим не ме разбираш, ке идемо поред. Кажа ли ти дека сакаш сак под стари години да маваш туѓи жене, ама не си баш сигурен затоа што не знаеш што ќе каже жена ти на тој. Што е право е, баце Стојко? Кажа, тачно. А зашто ти така го спомна куќе? Па ја така го спомна куќе и го спомна жену ти. И ја овако е та кажа, цитирам, и кучиња трчи по туѓи авта, ама не може да се качив у ним да ги возив. Што ќе каже жена ти? Што има да каже жена ми, бати, жена ми? Него, бате Стојко, колко се јас сеќам, у твоја авто снајка се качи. Па добро да е млада. Качи се, ама ја га возо авто, а не она. Ама она го управља. Мису, не сам ја да знал, бате Стојко, знаеш, ме ти мене да не мислиш, него... Колко беше она помлада од тебе, колко години? Не си ти радознал ичтама работа. Само што и прегаска ме праша, а ја ти кажа, 25 години е помлада од мене. Так дојдева на ред орли и пушки у муабет. Не се сеќам тој, не. Не се сеќаш, па ти спомна бе, Ставре. Млада, овај твојата, бата Стојко, ке почнев да го прелетуев орли од едно од другу страну. Ја ти та кажа, ја за тија орли имам пушку. Сак појасно ли ти е? Појасно ми е, појасно. Ама не ми е јасно, бре.
Што не ти е јасно? Па не ми е јасно како мислиш, бре, ти njum да го одбраниш од тие орли, бре, кај ќе почне да се летуе, бре, кај ќе појде тој навалица, бре. А она жена, бре, млада, сака да се дотеруе, сака да се одржуе, бре, тој. Ба што да се одржуе, бре? Ремонт сака, бре, тој. А ти, ба се Стојко, не ми изгледаш баш спреман. Абе, гледај да ти кажеш, стар, ти како сакаш збори, ама ја ќе ти кажу. Значи, млада жена е многу полесна за одржување од стару жена. И како е тој? Како да? Па еве, пак ќе ти објаснам. Замисли, стара жена, па најмалку 2 пати ќе ти доваѓа од ден брза помош, амбулантно возило, тој треба да се одржава со све тие доктори што ќе дојде со амбулантно возило, специјалисти, не ти интернисти, не ти кардиолози, какви ги све има, чуваја Господ. Викаш, млада жена болја, полако се одржава. Да. Много си ти би најса с тие модерни сваќања, бре, бе, се Стојко. Ја не знам само дали тој те научише како беше у Германија горе, али ептен учен искочи. Јас за тоа стално сакам да те прашувам дека све разбираш. Па да те прашам и сега, едно много просто прашање, много просто. Хајва којеве, кад би маја ти шансу да бираш, дали да имаш убаву жену, ама да го делиш, с двојица да го делиш. Добро. Или да имаш такој жену сам, само твоја да се биде, ама да е ружничка. Мисло, море габер да биде баш такој ружна. Убаво. Убаво? Па да. Па порно да једу торту с још двојица, него сам да једу лајна. Значи, још еден пут, ако ме кажеш краво, разведуемо се, готово, крај. Разбрали ме? Не, бе, душо, тама работа. Нема више никаде ми се понови. Ете, тако е. Ке досак да си легну, пошто цел ден работу, многу ме боли в ноге. Предни или задни? Ајде да видиме што тоа беше и помина од празниците. Беше тоа добро, зимските празници. Не, а прочка беше сега. Да, прочка беше и се простивме и веднаш почнавме пак да си грешиме за да има до година зошто да си простиме. Ако пак нема прочка, тогаш се знае, следува разделба. Ама јас знаете што им велам ако сакаа да ме остават. Нема проблем, велам. Нема проблем, само да си знаеш, ако ме загубиш мене, тоа исто како да си го загубила предниот зап. Никогаш повеќе нема да се смееш како порано. Затоа, чувајте ги предните заби и смејте се од срце до следниот викенд, кога повторно се враќаме заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од Вучен Козјак, вкусните специјалитети од Екстра Мејн, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Типчевски. Само насмевка, од уво до уво и од викенд до викенд. Чао! Цитирам, и има кучиња што трчи по туѓи авта, ама не може да се качи у ним да ги вози. Много га сгужва. Много га слуша. Па ти треба да постиш. Што? Не. Што? Не, што? Не само с муабети. Ама ја... Не само, јали? Куде вас фамилијарна, аме не за. Секоја чест, ти треба да си постиш. Кажи ga još пут, бе, зашто 2 пут, 3 пут, ти треба да постиш. Тако е широ. Дубо, викаше тате, не идите на деца, на одмор на деца. Сак знаеш на мене како ми е.
Доколку една просторија има отвори од 2 или повише стране, настанува струење на воздух ако се отвори, ако се отвори отворени. Пак ќе го кажу. Скоро никогаш мажот ми таму не пара бе, па пара и не пара, нели? Пара и не пара. Зоки, па ти си. И кучиња трчив по туѓи трчив. Гужвај, ала. А баш добро, кажа ти тато. Кажа ти тато. Кажа ми, не ти. Што ќе тебе? Каква е фамилиарна анемнеза? Анемнеза. Ајде па.